резултати и анализи од локалните избори. Локалните избори во Македонија може се каже дека беа мирни, меѓутоа далеку беа од фер и демократски. Тоа е една слика која што во Македонија се пренесува од избори на избори, веќе за жал целокупниот систем на избори и политички систем, може да кажеме, е поставен на тој начин. Значи, ние сепак за наше добро задоволство е што исполнивме ние елементарни стандарди кои што ни беа посочувани од меѓународната заедница за да продолжиме одење по Евроатлантскиот пакт, меѓутоа самиот изборен процес покажуваше доста слабости во поглед на демократичност и исполнувањето на демократските стандарди што треба да ги има некоја европска држава. Но овие избори за жал повторно се потврди црно-белата слика, црно-белиот систем за кој што ние постојано потенцираме. Македонија е во една стапица на таа боковска или племенска поделеност, без разлика дали станува збор за партиите или за етничката поделеност. Македонија треба да се гради граѓанско, мултиетничко општество. За жал резултатите од тоа потврдуваат дека ние се уште идеме по таа национална или партиска линија. Токму затоа, знаете, уште самиот старт и Социјалдемократската унија како млада партија изгледа со еден таков радикален концепт, би кажале, за Македонија. Во тој дел ние, значи, излеговме на локалните избори во 25 општини со отприлика за фаќање на 50% од електоратот. Значи, во добар дел од општините, како што се Струмица, Куманово, Битола, Тетово, Кочани, Струга, Гостивар, Социјалдемократската унија не излезе со своји листи. Значи, грубо зборуваме за околу 48 до 50% излегување на електоратот. Во тој дел, значи, каде што излеговме, освоивме околу 14.000 гласови, кои што сепак покажуваат, значи, како процент 1,6, што покажуваат сепак дека Социјалдемократската унија полека се втемелува на политичката сцена. Резултатите, може би по штабовите, не се како што ги очекувавме повеќе, меѓутоа брзо можеме да ги лоцираме главните причини за резултатот и за тоа како треба да продолжиме понатаму. Значи, уште еднаш ќе би сакал да потенцирам дека како млада партија, млада структура, немаше многу време да се снајдеме, да се организираме нормално на теренот. Тоа се покажа слабостите, посебно последниот ден, околу уместноста и на поголемите партии да искористат тоа искуство. Дополнително политичката опција која што ја нудиме, значи како Социјалдемократска унија, рековме ќе градиме прва граѓанска партија и мултиетничка во државата. Во кампањата излеговме за прв пат во Македонија на целиот рекламен материјал на повеќе јазици. Очигледно дека тоа се уште е нешто ново за граѓанинот, треба да се стекне довербата, едноставно немавме доволно простор, може би, за да објасниме нашата опција и покрај тоа што сите зборуваме дека сме за демократија и за мултиетничко општество, меѓутоа тоа во суштина не игра голема улога. Имајќи предвид на кој начин се постапуваше, на кој начин посебно владеачката партија, а и останат и другата голема партија ги користеше политичкиот простор и притисокот кој што од секој аспект можеше да се изврши за нашите членови и нашите гласачи. И уште една работа што беше доста интересна, ќе потенцирам дури со изборот за Скопје, можам повторно да кажам, да потенцирам дека само ние, како Социјалдемократска унија, излеговме со концепт за развој на градот. Видовме од другите кандидати дека има неразбирливи програми или воопшто нема никаков програм, што е за мене срамота и несериозен пристап во излегувањето, меѓутоа рековме, таа блоковска поделеност си ги даде резултатите. Ние сакавме да понудиме еден концепт кој што ќе биде јасен и разбирлив. Затоа програмата, реков, беше многу јасна, концизна и разбирлива на 15 страни. Очекуваме дека во наредниот изборен циклус се разбира со макротрпната работа која ќе продолжи во Социјалдемократската унија за градењето на нашата автономна политичка опција и добивањето на симпатиите на граѓаните, се го тоа да добива еден поинаков лик. Во тој дел, значи, ние во наредниот период ќе испитаме целосно стратегијата на самата партија и стратегијата на настапот на партијата. Сакавме и се обидувавме постојано да нудиме една нова политичка култура,
каде што малку може да кажеме дури во тој дел да бидеме по примерот на скандинавските земји, меѓутоа очигледно тоа во Македонија многу не оди во пресрет, едноставно граѓаните не го пресретнуваат на тој начин. Дали има некој прашање?